Северна Македонија беше означена како земја на лажните вести, откако во 2016 година се откри дека во Велес се водени голем број лажни веб страници и Facebook профили кои ширеа дезинформации во Соединетите Американски држави за време на тамошните претседателски избори. Како одговор на овие сајбер закани и согласно заложбите за отвореност, отчетност и транспарентност, владата работи акцијски план за справување со дезинформациите на системско ниво. Вака беше најавена владината битка против дезинформациите. Точно 4 години потоа прашавме што е реализирано од ветеното. Владата ќе инициира организациите кои се бават со проверка на фактите, да создадат регистар за утврдување и разобличување на дезинформациите и листа од изворите кои ги шират невистините. Од страна на владата не е формиран регистар. Надградба на безбедносните протоколи за дигитална комуникација за сите државни службеници, за безбедно користење на интернет, службена електронска пошта. Постојат одредени позиции кај државните службеници кои излегуваат надвор од пропишаното работно време, како што се, например, лицата за односи со јавноста. И државните службеници ја користат приватната мејл адреса за да дадат одговор. Владата ќе започне процес на креирање национална стратегија за медиумската писменост, во чии рамки ќе бидат опфатени активности на институциите, медиумите и граѓанскиот сектор. Медиумската писменост ќе биде многу позастапена во образовните програми на Министерството за образование и наука. Веројатно станува збор за недоразбирање или дезинформација, бидејќи национална стратегија како таква не е иницирана како процес, од проста причина што Бирото за развој на образованието преку Министерството за образование и наука работи на пилотирање на проектот за инкорпорирање на медиумската писменост во формалното образование. Република Северна Македонија ќе поттикне соработка со Европската комисија и ќе побара вклучување во системот за брзо предупредување за ширење на дезинформација, така наречениот Rapid Alert System. Уште во 2020 година владата побара да биде вклучена во Rapid Alert системот на Европската Унија, заедно со останатите земји од Западен Балкан, но во тој период истиот беше на располагање само за ЕУ членките. Во моментов повторно има активен обид за вклучување во тој систем. Во Сдруженијето на новинари на Македонија се изразува сомнеж за намерите на владата, бидејќи тие изостануваат од нејзиниот план. Не сме дел од таа група, колку што знам, ниту една граѓанска организација не е дел, ниту пак новинарско здружение или синдикат, и тоа е проблем само по себе, бидејќи овој така наречен план беше критикуван од страна на локалната медиумска заедница поради неколку аргументи. Прво, ако ја видиме структурата на тој план, практично повеќе личи на PR презентација отколку на план кој што има цел, има активност, има одговорно лице или институција која што ќе ја спроведе, има дата која ќе се случи, таму кај што се мерливи категории и има да речеме графа колку од тој план или таа активност се исполнета или не е исполнета. Од владата пак без да прецизираат, тврдат дека веќе воспоставиле диалог со група, односно иницијатива на повеќето релевантни представници на медиумските и граѓански организации, со кои се работело на мерките за справување со дезинформациите. Jedes Gesetz gegen Fake News würde im Endeffekt auch die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken oder zumindest drohen, sie einzuschränken. Wir sehen das aus anderen Ländern, wo mit dem angeblichen Kampf gegen Desinformation und Fake News dann eben gegen die freie Presse vorgegangen worden ist. Und das wollen wir ganz sicher nicht. Вакви се стравувањата на најголемото германско новинарско здружение во борбата со дезинформациите да не настрада слободата на говор. И во македонското се свесни за злоупотреба од страна на политичарите. Терминот лажни вести како здружение на новинари го избегнуваме да го користиме од причини што Европската федерација на новинари констатира дека не може нешто да биде лажна вест кога самата по себе не е вест. Од друга страна, свесни сме дека во изминатите години терминот лажни вести беше злоупотребен на страна на некои политичари, како што е поранешниот претседател Трамп, со цел да дискредитира новинари и медиуми кои што се критични кон него.
Wir haben immer schon Desinformation gehabt. Seit es Information gibt, gibt es Desinformation, gibt es Leute, die da sich was von versprechen. Das sind immer schon, Desinformation war schon immer das Ergebnis ideologischer Operationen und Ideologie gibt es, seitdem es Menschen gibt, nicht wahr? Und insofern, es gibt natürlich auch das sozusagen die reine Herrschaft, die Propaganda, die gar nicht auf Argumentation und Rationalität angewiesen ist. Професионалните здруженија со години бараат начини како да се смести регулирањето на дезинформациите во рамките на постоечките кодекси и нормативи. Gegen Fake News an sich gibt es keine Gesetze, aber es gibt das Verbot von unwahren Tatsachenbehauptungen. Dagegen kann man dann vorgehen. Es gibt selbstverständlich das Verbot von Beleidigungen, von übler Nachrede, von Verleumdung und so weiter. Dagegen kann man vorgehen. Und es gibt den Pressekodex und die Regelungen des Deutschen Presserates, die dann eben auch zum Beispiel Gegendarstellungen in den Medien ermöglichen und solche Sachen. Fake News, die niemandem wehtun, die kann man ja auch hinnehmen, nicht? Da hat man halt irgendwie eine Information gehört, die ist halt falsch, das ist dann ja vielleicht nicht dramatisch, aber Fake News sind ja dann problematisch, wenn Menschen zu Schade kommen dadurch etwa oder Menschen leiden, ja? Dann sind Fake News ja problematisch und in solchen Fällen sind sie dann ja auch strafrechtlich relevant. Кратењето на буџетите за професионалци во медиумите остава голема можност за ширење на дезинформации. Тоа барем е случај со македонските медиуми. Долгогодишни новинари ја напуштаат професијата, а редакциите ги губат луѓето во кои се вложени децении искуство, знаење, едукации. Имаше специализирани оделенија и специализирани групи внатре во самите медиуми кои што строго известува на одредени теми, поврзани со, пример, култура, здравство, економија, финансии, надворешна политика. Од денешна гледна перспектива, медиумите, ретко кој медиум има ваков тип на поделеност внатре на новинарскиот тим, се работи во услови каде што новинарите стануваат дефицитарен кадар и најчесто имаме ситуација да медиум погреши кога новинар кој што не е обучен да известува за одредени прашања, приморан од страна на уредникот, менаџментот или под притисок на времето, ќе земе да работи на тема која што не е во негов домен и при тоа настануваат грешки. Најчесто е трката за кликови кои што му се пари. Втората работа е заради тоа што реално се човек портали или човек медиум. Еден човек ги одржува тие и нема доволно, ниту пак сакаат да имаат доволно вработени професионални новинари кои што ќе ги проверат информациите. И секако она што е секогаш е трката по време, со времето, за да бидеш прв, па после, иако стигне демант, тој ќе се наслови како реакција или како втор став и така натаму и нема ни да биде како класичен демант. Како институт демант или извинување, тоа е предвидено во нашата регулатива и не е грев и најпрофесионалниот медиум да погреши и при тоа да се извини на публиката. Напротив, покажува доблест, интегритет, дека се случува оние што работат и оние најдобрите да погрешат понекогаш. И кога тука нема намера, кога нема интенција таа грешка да се повторува, верувам дека публиката тоа го препознава и простува и на тој начин се оградат дополнителен кредибилитет од медиумите. Дезинформациите во македонските портали доаѓаат и со пласирање текстови од постови на социјалните мрежи, без да се провери веродостојноста на напишаното. Текстови од портали кои пишуваат сатира се пренесуваат како вистините или назнаката дека се работи за шега е најдолу во текстот и не е на прв поглед видлива, поради големината на буквите што доведува до забуни. Често дезинформациите доаѓаат од преведени текстови од странски медиуми, без да се проверат извори. Кој уште шири дезинформации? Во кои кујни се готват лагите, што честопати се сервираат и во медиуми со долга традиција и професионални редакции. Македонија се чини дека сите произведуваат лажни вести. Стартот е секако на социјалните мрежи. Таму социјалните мрежи станаа во последно време страшен производител на фейк ньюс. Меѓутоа, тука се оние што јас ги викам човек портали, секако меѓу најголемите производители на лажни вести се и политичарите и политичките партии.
ако сакате од најбенигната да тргнеме работа, проверите ги предизборните ветувања и колку од нив се оствариле. Меѓутоа, во последно време станува многу честа појавата оние секојдневни обвинувања, например, за криминал од одредени високи функционери во една или во друга партија, например, никогаш или ретко никогаш, речиси никогаш не завршуваат со судска одлука, пресуда или пак институциите ги процесуираат. Ако треба да направиме некоја градација каде најчесто тие се појавуваат, јас би посочил прст кон повеќето политички партии, ако некој ме праша зошто, би одговорил доволно е само да се земат ветувањата на изборните програми, без разлика дали станува збор за локални избори или парламентарни избори, и ако се провери што навистина е направено после година, 2, 3 или 4, и ќе уочиме дека голем дел од оние работи кои што биле разговарани и ветувани, биле впрочем или лажни, или пак биле преценети и констатирале дека немаат капацитет истите да ги реализираат. Wir sehen seit einigen Jahren einen Anstieg von Fake News und Propaganda aus Russland. Jetzt vor allem natürlich seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine nochmal verstärkt, aber auch schon vorher haben wir die Trollfabriken aus St. Petersburg, aus Moskau an der Arbeit gesehen. Russia Today wurde in Europa tatsächlich in der EU verboten, aber es gibt nach wie vor andere Organisationen aus Russland, die mit Propaganda und Desinformation unterwegs sind. Aber auch andere Akteure haben da ihre Finger im Spiel und streuen Propaganda und Fake News in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Wir haben gesehen, wie in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen worden ist. Wir haben gesehen, dass versucht wurde, den englischen Wahlkampf, den Wahlkampf in Frankreich, den Wahlkampf in Deutschland zu beeinflussen. Дезинформациите на социјалните мрежи организирано се шират од тролови и ботови. Тролови се луѓе кои сакаат да провоцираат со изразување исклучиво негативна критика. Целта е преку вознемирување со објавување на лажни или подбуцкувачки коментари, текстови, фотографии и видеа да се попречуваат читателите. Додека троловите се луѓе, ботовите се автоматизирани профили на социјалните мрежи, управувани од алгоритам, и тие се создадени за да прават постови без човечка интервенција. Како еден од татковците на троловите се смета Евгений Пригожин. Тој учествувал во измислувањето на така наречените координирани тролања, кога пуштил тролови да ги напаѓаат на интернет родителите кои ја критикувале храната во училиштата направена од неговата фирма. И така ги замолчил. Потоа таргет му станале западноевропски политичари. Како што информираше британската влада на почетокот на мај минатата година, фабрика на тролови била лоцирана во стара фабрика за оружје во Санкт Петербург. Планот бил со коментари оркестрирано да се напаѓаат профилите на социјалните мрежи на британскиот премиер, германскиот канцелар, шефот на надворешната политика на Европската Унија, како и на западноевропски медиуми. Инфлуенсери на TikTok биле платени за да го засилат афирмативниот вокабулар во однос на политиките на Кремљ. На тој начин се направил обид да се манипулира јавното мислење, знаејќи дека медиумите на интернет доминираат во однос на телевизијата. Линарната телевизија е, да речеме, диносаурус кој што полека изумира. Младата генерација веќе не седи пред телевизор, тоа сите го знаат. Најголемиот дел од нашите корисници, тоа се 1,4 милиарди месечно, доаѓаат преку социјалните платформи, социјалните медиуми. Wie sich meine Generation über aktuelle Geschehnisse informiert. Ich glaube, das passiert hauptsächlich durch Social Media, einfach durch die tägliche Benutzung und viel auch durch Podcasts. Immer mehr Leute hören Podcasts, weil man sich einfach zeitunabhängig Informationen holen kann, egal ob es um aktuelle Geschehnisse geht, Hintergrundinfos, Features, Dokus, es ist alles zeit- und ortsunabhängig. Ich gehöre noch zu den wenigen, die Radio hören, einfach weil ich auch selber Radio mache und viel Auto fahre. Und ich bin, glaube ich, auch noch eine der wenigen, die noch online den Stadtanzeiger zum Beispiel abruft, fast täglich, um zu schauen, was lokal passiert. Според Евростат, младите луѓе во просек за 10% повеќе од возрастната популација прават проверка на факти за содржините што ги наоѓаат на интернет.
Во Македонија, според статистиката на Евростат од 2021 година, повеќе од 30% од младите меѓу 16 и 29 години ги проверуваат информациите што ги наоѓаат на интернет, што е од прилика на просекот на Европската Унија. Во останатите кандидати за членство тие се значително пониски. Младите на дигиталните платформи се соочуваат и со дезинформации. Ja, ich habe bestimmt schon mal persönliche Erfahrungen mit Fake News gemacht, auch wenn unbewusst. Besonders das Thema Ukraine-Krieg und Corona hat die Meinung ja sehr zwiegespalten. Da haben sich teilweise Diskussionen unter Insta-Posts zum Beispiel entfacht, unter seriösen Quellen, unter seriösen Studien, wo man dann natürlich auch anfängt, seine eigene Meinung zu hinterfragen. Ich denke, dass Social Media generell anfälliger ist für Fake News, da teilweise nur Bruchstücke von Informationen geteilt werden, wie zum Beispiel Bruchstücke von einer Studie, und die wenigsten lesen sich die Originalquelle durch, geschweige denn den Text unter dem Post. Das gleiche gilt zum Beispiel für YouTube, wo Thumbnails gewählt werden, um die Aufmerksamkeit der ZuschauerInnen zu generieren, und die wenigsten schauen sich dann das ganze Video an, beziehungsweise hinterfragen sich, wo so eine Aussage herkommen könnte. Ich glaube, es wird immer schwerer werden, Fake News und Desinformation und Propaganda von seriösem Journalismus tatsächlich zu unterscheiden. Was wir brauchen, ist da ein gehöriges Maß an Nachrichten- und Medienkompetenz. Das brauchen wir als Schulfach, das brauchen wir wirklich als Unterricht für die Menschen, damit sie lernen, was seriöser Journalismus ist, worauf sie sich verlassen können und was eben tatsächlich Desinformation und Fake News sind. Дезинформациите најчесто и најлесно се поврзуваат со настани од висок јавен интерес, како пандемијата со COVID-19 или војната во Украина. Во тој контекст масовно се пренесе и веста дека имало обид за атентат врз министерот Османи во Молдавија. Вест пласирана од медиум во молдавскиот проруски сепаратистички регион Транснистрија и од портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Потоа медиумите собираа информации и дознаа дека оваа вест е лага. Владата со планот за акција против дезинформациите, објавен пред 4 години, предвидуваше јавна кампања во која ќе се објаснува штетното влијание на дезинформациите, но таа никогаш не се спроведе. Акцискиот план предвидуваше и утврдување стандарди за интернет порталите, но и тие се засега само намера. На 5 јули 2021 година, тогашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска објави дека се носи стратегија за справување со хибридни закани и дека е отворена расправа за нејзина содржина. Околу година и половина потоа, во декември 2022 година, владата формираше и оперативен тим за справување со хибридни закани. Последно во февруари годинава се донеле мерки за подобрување на безбедноста на информацијските системи на институциите, а од нив се побарало и определување на одговорно лице за информацијска безбедност, за навремено пријавување инциденти и размена на информации за закани и безбедносни ризици. Владата вели дека соработуваат со сите организации што се занимаваат со факт-чекинг, но ја спомнаа само Метаморфозис како организација која за време на пандемијата иницирала проект за проверка на дезинформациите. За таа цел се создала WhatsApp група во која членувале повеќе новинари, кои испраќале прашања поврзани со дезинформации, а представници од министерствата за брзо време ги давале точните одговори. Европската Унија проблемот со дезинформациите го нотира уште во 2015 и реагира во однос на него. Направен е обемен акциски план и се инвестира во систем за брзо предупредување за ширење дезинформации, наречен систем за брзо предупредување. Еден од столбовите на тој план е подигнувањето на свеста преку таргетирани кампањи во Европа и надвор од неа, нешто што Google веќе го почна. Колегите од двете новинарски здруженија се согласни дека борбата со дезинформациите мора да се води преку едукација и професионализација, повик за внимателност, што се конзумира на интернет, доаѓа и од Баварската централа за интернет криминал. Wie immer gilt Vorsicht
ist angebracht, wenn man sich im Internet informiert, egal zu welchen Themen und auf welchen Seiten. Generell ist das Thema Fake News ja sehr bedeutend und man sollte schauen, was ist die Quelle, woher kommt es, handelt es sich um etwas Seriöses oder nicht. Grundsätzlich würde ich auch da an den gesunden Menschenverstand appellieren, mal wirklich innezuhalten und zu überlegen, kann das, was ich hier lese, stimmen? Habe ich das auch in anderen Medien zum Beispiel gelesen? Finde ich dazu Informationen in einem seriösen Nachrichtenmedium, in einer Zeitschrift, in einer Zeitung, in einer Online-Quelle, der ich vertraue? Oder steht das jetzt zum Beispiel nur hier auf Twitter, in Facebook oder auf dieser vielleicht doch etwas seltsam anmutenden Internetseite? Und ich finde dazu nirgendwo sonst etwas. Dementsprechend müssen wir irgendwie aus dieser Glaubwürdigkeitskrise, die momentan besteht, rauskommen. Und da Journalisten die Gabe haben, Fake News oder irreführende Informationen schneller zu sortieren, zu filtern als durchschnittliche Medienkonsumenten, wäre es, glaube ich, ein Ansatz, dieses Wissen halt auch mit LeserInnen, HörerInnen und ZuschauerInnen zu teilen zum Beispiel. Германскиот статистички портал Статиста во 2019 година измерил годишни трошоци на светско ниво во висина од 78 милиарди американски долари предизвикани од лажните вести. Тука се вклучени загубите на берзите, трошоците од финансиските лажни информации, потрошените пари за безбедноста на брендовите, трошоците за подобрување на репутацијата, штетите од лажните информации во здравството, издатоците за подобрување на безбедноста на онлайн платформите, како и трошоците во политиката.